Додека сите вратата на дискотеката ја гледале како излез од сигурна смрт, младиот Јован Костадинов ја гледал како влез, кој ќе му овозможи да им подаде рака на оние кои не можат да побегнат сами од пожарот во Пулс. Тивкиот херој на кобната ноќ, како што го нарекуваат, видно вознемирен ги сподели јавно потресните моменти од неговиот спасувачки поход, кој Канал 5 воопшто нема да ги емитува од етички причини поради травматичноста и експлицитноста на деталите. Но денеска разговаравме со неговиот татко Дарко Костадинов, кој ни посочи дека состојбата на Јован, кој пред неколку дена беше пуштен од клиника, е секој ден се подобра, но вознемиреноста и натаму е присутна. Воедно и како некој што го воспитал овој млад храбар човек, кажа како гледа на подвигот на неговиот син. Јован сега добро се чувствува после лекувањето на токсикологија, сега е супер, малку растревожен нормално, али е добар. Здравствено состојба му е стабилно и добро. Тоа е до некаде некој морален чин, што го е сето тоа направил, најдел се на тоа место. Едноставно инстинктот го е победил да помогне на луѓето, без да размислува што би се можело да се случи и на него. Неговиот татко во моментот бил во Скопје и не имал представа од какви размери е катастрофата. Сватил кога по неколку обиди успеал да се слушне со Јован кој бил навистина вознемирен. Дарко Костадинов открива дека покрај неговиот син, уште неколку негови пријатели биле дел од херојскиот чин. Во моментот ја бев у Скопје, чеках ја ќерката на автобуска и за несреќа да дознах у 3:15. Само што беше настанал пожар. Така да првиот контакт со Јован, го позвоних на неговиот телефон, ми се негово другарче. Ми изјави дека Јован помага, носи болни луѓе до болница, така да малку ми беше стварно лош се чувствувах. Првично ја не бех свесен за колкав голем пожар станува. Свака час за храброст, он не е бил само, значи со другарчиња бил тамака, биле се повеќе другари што се помагали околу диското, околу изнесењето на тие повредените деца. Значи биле се повеќе луѓе. Свакам час на сите деца што се биле таму, што се учествували, за храброста и Господ ги чувал сите. Јован и неговото семејство денеска отидоа во манастирот Свети Јован Бигорски, од каде биле поканети да бидат гости, бидејќи 19 годишникот го носи и името на светецот, а тие, како што кажа неговиот татко, со радост прифатиле. Храброто срце од Виница ја напушти клиниката за токсикологија пред неколку дена, а во неговото средно училиште Ванчо Прке беше пречекан од школските другари со громогласен аплауз, честитки и прегратки.